Благодарам. Колеги, ви молам. Ова веќе од Социјалдемократскиот сојуз и од опозицијата е втора информација. 2013 година една информација веќе поднесовме. Сметавме дека тогаш барем нешто ќе преземете и се она што сега го кажуваме требаше веќе вчера да биде преземено за она што значи загаденост, да не се зголемува, туку колку толку да се намалува. Се ова што се зборува овде многу е лесно да се зборува преку туѓ грб, бидејќи по онаа народната 100 стапа по туѓ грб воопшто не болат, а оние кои што живеат во Тетово заедно со мене и со сите граѓани кои што секојдневно го дишат оној што го нарекуваме амбиентален воздух, сите оние кои што секојдневно мака-мачат со кардиоваскуларни проблеми, оние кои што мака-мачат со дишните органи и нормално проверете во Тетово најповеќе луѓе починуваат во последно време од рак и од други канцерогени болести. И сега кога ќе побараме од овде да нешто повторно поднесуваме иницијатива и информација за загаденоста на воздухот, наместо сите заедно да кажеме и да побараме кои се причините кои што доведуваат до ваквото енормно загадување, да ги побараме кои се виновниците, па заедно да расправаме за виновниците и на крај сигурно да побараме одговорност за оние кои што не презеле ништо сите овие години. И сега повторно да ја префрлате вината на опозицијата не е ниту фер, ниту пак некој ќе свати дека стварно опозицијата може да биде таа која што намерно го загадува воздухот за да има што да збори овде одговорницата. Колеги, она што сакам да ви го кажам, секој оној кој што живее во Тетово, без разлика за која партија гласа и за која партија ќе гласа во наредниот период, сите тие го дишат заеднички оној загадувачки воздух, сите тие секојдневно го гледаат палењето на ѓубрето на влезот во Тетово и ѓубриштето низ градот Тетово, и сите тие сигурен сум дека на сите им недостига доволно вода и за хигиена, а и за пиење. Не зедов стики, бидејќи вчера колешката Мерал ги покажа убаво стиките и верувам дека тие стики беа многу направени, тазе беа стиките, бидејќи огинот се уште не е изгаснат блиску до мелничко-пекарска индустрија на влезот во Тетово. Кажете ми еден град кој што има депонија на влез во градот и кажете ми еден град каде што не се преземаат никакви мерки за да се намали загаденоста на воздухот. И сега би кажал само едно нешто. Бидејќи во Тетово по една работа сите сме рамноправни, бидејќи лидерот на ДУИ бара рамноправност, тука можеме да кажеме дека рамноправноста сите ја имаме рамномерно, бидејќи рамноправно сите го вдишуваме нечистиот воздух, рамноправно овој нечист воздух кој што е 990 PM честички, кој што е неколкукратно поголем и замислете на прво место по некои светски стандарди. И гледате повторно овде сум изборувам, значи не ни фали ништо, што значи тетовчани да немаат гајле и ова ќе го пребродиме, како се што сме пребродиле, бидејќи ако власта и државата не преземаат ништо, не ни преостанува ништо друго, туку да станеме имуни на сето она што ни се случува. Сите рамноправно во Тетово го чувствуваат недостигот на вода за пиење и вода за одржување на хигиената. А замислете се наоѓа градот под Шар планина, шарски води ги носиме во Мавровско езеро, реката Пена чиста природна извира тука, ние ја загадувавме точно и затоа природата не го врати ѓубриштето назад во градот Тетово, да немаме доволно вода за пиење. Кажете повторно дека човечкиот фактор не е тој кој што треба нешто да преземе. И на крај, кажете ми, дали има некој град
каде што сите рамноправно се движат по нечист град, сите рамноправно ја осеќаат смрдејата од запаленото ѓубриште на влезот во градот, и кога некој ќе каже дека не сме рамноправни, тоа го кажува само од некој популистички и не знам какви други каков друг јазик да употребам за ваквите работи. Видејќи она што ни го дала природата, она што се три основни елементи, тоа се воздухот, земјата и водата. Тие ни се дадени од природата и наместо ние да се грижиме да ги оставиме подобри за нашите идни генерации, ние овде не можеме да се договориме и да изнајдеме некакво решение како сето тоа да го намалиме за сега кога ние живееме, што значи ние не само што не се секираме и се грижиме за идните генерации, туку ние воопшто не водиме грижа ни за нас самите себе си. А дека има излез од сета оваа ситуација, сигурно дека има. Мора да има излез и тој излез мораме сите заеднички да го бараме. Едно треба да бидеме и во тоа сигурни, дека ако сме за се рамноправни ја споделуваме и одговорност. Едните дека секогаш кога се дешаваат вакви работи во Тетово, освен имаме една граѓанска иницијатива Еко Герила, другите сите молчат, а од друга страна оние кои што треба да преземат нешто, сносат одговорност бидејќи не преземаат ништо. Затоа ни се случуваат вакви работи, затоа сме на прво место по смртни случаеви, затоа сме на прво место по загаденост, а овде се расправаме како да се работи за некоја друга држава, како да се работи за некоја друга планета, а она што ние сме должни да го направиме, се расправаме за се и се што. Она што треба да го знаеме, дека оваа власт може би носи закони, може има и стратегија за животниот простор, ама колеги, тоа воопшто не се применува и во самиот европски извештај на Европската комисија стои дека она што е носено како закони, како стратегии, воопшто не се применува и воопшто не се на дело спроведува. Законите стои и таму, селективно се прават, селективно се применуваат и затоа во Тетово имаме онаму каде што архитектите на времето правеле згради за да има провев, за да дувне ветер и да ја однеси она загадувачка материја. Овие власти сега и локална и државна власт во последно време, посебно во последните 10 години, одете во центарот на Тетово и ќе видите што прави градежната мафија, што прави градежната експанзија, каде што оние кои што направиле згради во вид на чешел и затоа ги нарекувале чешел да дувне ветер, сега контра се прават згради. Онаму каде што архитектите предвидувале да се градат згради, куќи од 2 спрата, денес, користејќи го максимално просторот од 500 квадрати, бидејќи оваа власт им го дозволи сето тоа, се дигаат високоспратници по 11 спрата. Затоа немаме во центарот на Тетово зеленило, затоа она што било оставено од некогаш како зеленило од спортскиот центар па натаму, се сушат дрвјата, а не се засадуваат нови, се е буквално оставено на она што значи природа и на она што значи оставете, времето ќе реши се. Затоа една порака до архитектите да не бидат толку алчни само по профит заедно со инвеститорите, туку позади нив да остават некое дело кое што ќе се памети како урбанистичко решение и некое дело кое што ќе го зачува животниот простор. Немојте да мислите дека во Тетово, доколку дадеа, преку 5 години веќе бараме ако се купиле автобуси за Скопје, нека се купат градски автобуси и за Тетово и таму нека има градски сообраќај, за да малку, колку толку се намали оној метеж што го имаме во сообраќај. И во Тетово баравме да се направи регионална депонија за да не дојде и Гостивар да се загади, исто како што денес е Тетово, бидејќи централната власт е таа која што дава место за регионална депонија, и ако централната власт ја градеше и даваше пари за Дрисла, ако даваше пари за автобуси во Скопје, треба да издвои пари од буџетот, бидејќи и во Западна Македонија живеат граѓани кои што се дел од оваа држава. Она што на крајот сакам да го кажам,
Крајно време е веќе да не си играме со животите на граѓаните. Она што треба да го преземеме денес требало вчера, ама никогаш не е касно, барем од некаде да се почне и нешто да го носиме онака како што треба во Република Македонија.